Незаконито и скандалозно владата поништува одлуки на министерот за внатрешни работи со кои треба да се олесни издавањето на лични документи. Панче Тошковски обвинува дека Илинденска прави преседан, бидејќи неговото решение било вработена во МВР на доброволна основа да биде вклучена во процесот на издавање документи. Џафери ја поништи одлуката на Тошковски бидејќи на нејзе не стоел и подписот на неговиот заменик Бојман Цалиев. На доброволна основа, пак повторувам, сака да помогне да се отвори пунктот во Ново село да функционира како што треба, за тие граѓани да може да бидат фотографирани таму и владата ја поништува одлуката. Замислете, за наредба зборувам, никогаш претходно не се десило во претходни мандати наредби да поништуваат. Па како не има срам? Како не има срам, пуша одозгоре 2 подписа, 3 подписа. А и што се тотално неинформирани, правно неподковани, пушта одозгоре и дрски да зборуваат за формалности и формални недостатоци. Прв дојден, прв услужен беше хаотичен начин на функционирање кога треба да се издадат над 2 милиони документи, вели Тошковски. Затоа МВР заедно со Министерството за информатичко општество поставија ново системско решение во Куманово, каде граѓаните со бројче ќе пристапуваат до шалтерите за фотографирање и подигнување на документи без гужви и торканици. На мониторите сте известени кога да пристапите кон шалтерите, пристапувате кон шалтерот за кој што сте го подигнале бројчето и ја добивате услугата. Се регулира гужвата, она кое што го правиме уназад месец и половина. Целта ни е на еден достоинствен начин колку што можеме да го олесниме процесот на издавање на лични возачки дозволи и пасошни патенти. Системот прво ги препознава граѓаните кои што се јавили телефонски имаат закажано или пак електронски и секогаш во нивниот термин тие први доаѓаат на слободниот шалтер, а по нив доаѓаат граѓаните кои што закажуваат на лице место, односно кои што земаат бројче. И во наредниот период продолжуваме со ваков тип на активност. Тошковски најавува дека во скоро време на сајтот на МВР ќе биде достапна опција да се провери каде граѓаните ќе може да ги подигнат новите лични карти во Скопје, дали во МРТВ или во полициска станица, или пак да бидат известени преку SMS порака, исто како што веќе е во процедура со патните исправи.